Слаѓан Ивко. Слаѓан, добре дојде во Отворено студио 1. Благодарам, добро ве најдов, благодарам за поканата. Ракометниот клуб Вардар во 3 години успева 2 пати да се качи на кровот на Европа. Знаеме што се случуваше на Final Four во Келн, знаеме како успеа Вардар и да ја победи Барселона и да победи во финалето против Веспрем, меѓутоа причината поради која што си ти тука е тоа што беше сведок на можеби најголемиот настан поврзан со спортот во Македонија. Па генерално на прсти може да се избројат ваквите прослави кај нас кога се работи за еден спортски успех. Ракометарите тоа репрезентација нели со европското во Србија, кошаркарите Литванија 2012-та, ова со Вардар 2017-та, па сега ете една година скокна, иако и минатата беа на Final Four завршницата, веќе ова, иако многумина, како што кажавте, беа скептици, не веруваа во Вардар. Па добар дел и од нас спортските новинари, ќе кажам и најголемите фанови на Вардар, самите вардарци, самиот клуб, самите ракометари, иако во себе да го има тој победнички менталитет, тој дух кој ги красеше сета сезона, сепак дека, како што кажа и самите, не можеа да предпостават дека ваков крај ќе ги очекува и сега во јуни ќе слават вака повтор пат како пред 2 години. Навистина спектакуларен и дочек и како што доликува за едни европски шампиони. Публиката, македонската спортска јавност, сите оние кои го сакаат спортот, се желни за вакви успеси, а и нормално бидејќи вакви, како што кажав, се бројат на прсти. Така, од најмладо до најстаро, вчера почнувајќи од аеродромот во Скопје, па дружбата во автобусот, тоа е нешто незаборавно. Тоа не само ние спортските новинари, туку и самите ракометари се надминаа себе си со нивната прослава. Никој не очекуваше дека до толку, како што кажа капитенот, ќе откачиме, буквално откачија. Можеше да се види и како пијат и пиво, како наздравуваат ете на снимките, тоа се гледа. Па и по некоја цигара, бидејќи се им е дозволено на една ваква прослава, нормално во граница на нормалата. Ти беше меѓу нив. Какво беше твоето чувство кога си меѓу шампионите? Видете, прво, реалното чувство е, се чувствуваш како да си у сендвич, бидејќи сите беа буквално качени на панорамскиот автобус на вториот кат, сите беа качени горе, сите славеа со ракометарите и историчниот клуб и лица од град Скопје, мислам, пивара, тука беше спортски новинари, сниматели, камери, сите бевме горе. Дури откако тргна автобусот, по некоја минута моравме и од безбедносни причини да застанеме на сред автопат и да се замолат барем ние новинарите, ако не ракометарите нормално останаа горе, ние прво се симнавме доле, па откако таа еуфорија помина, потоа се качивме. Се направи ротација, новинарите секако се качија горе кај ракометарите. И успеавме да дојдеме до нив, да земеме изјави, да се видиме, па и да наздравиме и да ги прашаме како всушност ракометарите ја доживуваат сета ова еуфорија, сето ова славење, бидејќи, како што кажав, ниту самиот Вардар не беше свесен што му се случува по едни такви два надпревари пред се со Барселона. Тоа беше уживање за нас да гледаме, а камоли за ракометарите кои се главните актери нели на теренот во Ланклес арената во Келн. Имаше ли разлика во однос на споредбено пред 2 години и сега? Во однос на победата? Па, пред 2 години, да, бидејќи прв пат дебитанска сезона Вардар 2017 настапи на Final Four во Келн, нормално, па и самите ракометари признаа дека првиот трофеј им е подраг, бидејќи е дебитанска сезона, прв историски, а овој втор нормално не може тука да се мери нели кој е подрагоцен или кој е бидејќи секако се пролеа и крв, како што кажа, и голема борба и покрај сите, барем Вардар, како што го знаеме оваа сезона и веќе
пошироката спортска јавност знае во какви проблеми се го снајде клубот оваа сезона и покрај без парицата и неколку месечната работа буквално без плати, успеа ракометарите тоа да не се почувствува на терен, да го изнесат како да се преплатени со нивниот пласман на Final Four завршницата на крај и да го крунисаат сето тоа. Ја би рекол, според мене, ова е нивната најголема награда и оваа награда може би и подрагоцена од онаа историската во 2017-та, бидејќи за разлика од тогаш сега има многу поизменет состав. Само 5 или 6 ракометари од овој тим се победниците и во 2017-та. Другото е се дојдени ракометари од помали клубови, можам слободно да Меѓутоа кажам. откритија во секој случај. И за една година се трансформира во вистински ракометни звезди. Таков е најголемиот пример со Дејан Милосављев, голманот, српскиот голман, кој на почетокот дојде како замена за Страхиња Милич. Веднаш си зазеде свое место како прв избор на Роберто Гарсија Парондо и уште првото коло, чинам, во ЕХФ Лигата на шампионите беше и прогласен за голман на колото. Од тогаш па наваму Милосављев прерасне во една навистина голманска легенда на Вардар. Иако е многу млад. Токму така, тоа е на почетокот на кариерата, бидејќи во многу помали клубови, во српски Партизан беше претходно. Сега веќе и си го најде своето место и веројатно ќе го следи иста среќа како и Вардар, бидејќи потпише и со Фуксе Берлин, се сели во Германија Милосављев. И оваа сезона буквално можам да кажам дека се продаде најдобро што можеш. Тука и Скубе. И Сташ Скубе и останатите кои немаа такво име како што направија, таков имидж како што создадува во Вардар. Да, ти имаше чест и да им земеш изјави на панорамскиот автобус во текот на патувањето од Скопскиот аеродром до плоштадот Македонија. Јас предлагам тука да видиме дел од изјавите кои колегата Слаген Ивковиќ ги зема од играчите и од тренерот Парондо, па се враќаме назад во студио. Уште не свесте што се направили, затоа што втора титула, ова е не прва, ова е многу потешко, така да многу сме среќни и само да чекаме кога ќе дојдеме на плоштад. Добро, Димур, кажи ми, како е можно со една Барселона на полувреме да се губи -7, да има доминација у играта последни 15 минути, да се случи епски пресврт? Ќе те лесно објасним. Не знаеш каква псуиње во собликувална, си дерели, не знаеш како гледале друг на друг во очи и кажеле ќе умреме, али не изгубиме. И ево така. Што ве одржа во игра? Дали силниот карактер што го збори цело време капитенот или сепак оној победнички менталитет кој ве красеше цела сезона? Тоа што ние сме екипа, ние сме има капитенот и ние сме има, мислим дека 18 капитени. И затоа тој е наша сила и тоа само нам помогне да си победува. Тоа. Нема нешто повеќе. Ајде, Сташ. Ајде, Сташ. Како ти можеш да ја опишеш оваа титула на Вардар? Неверојатен пресврт со Барселона. Кога никој не очекуваше, вие тогаш докажавте дека Вардар може до едно финале на крај втора титула. Искрено не знам šta да kažem. Iskreno ja mislim da smo pokazali da smo ekipa sa prevelikom srcom, prevelikom karakterom i to se pokazalo i mi imamo neke stvari koje se ne može kupiti, koje se ne može trenirati, ali mi to imamo. Znači, stvarno smo grupa momaka od ne znam šta da kažem, pobjednički mentalitet, sve imamo i to je presudilo da smo osvojili. Ajde, Vardare! Vardare! Првиот Хрват кој освои титула на крајот беше прогласен за MVP. Како е чувството, Караджич, да си со оваа група, да имаш едно таква Final Four завршница на крајот, маестрално финале и наградата за цела година која ви следуваше на крајот заслужено припадна во ваши раце? Sigurno da je ovo na kraju mogu reći evo Božja nagrada za sve na kraju sezone.
jednostavno pretrpili su igrači mnogo toga tokom cijele sezone i evo, dobili smo tu nagradu. Presretni smo, otišli smo na Final Four uživati, igrati se rukometa, što se kaže, bez ikakvog pritiska. Uspjeli smo, htjeli smo samo da obradujemo svoje navijače i evo, uspjeli smo, idemo sad s njima slaviti. Kako ga opišeš ova kemija? Što me održuvaše u igra cijela sezona na kraju na Final Four? To je neopisivo da se zna opisati, možda bi neki drugi timovi to prenijeli na sebe. Jednostavno je to neopisivo, to je nešto što se desi, nešto što se samo stvori. Mislim da se riječima to ne može opisati. Kako Milosavljevke ga opiše sve to ova? Da mogu da kažem da je ovo, kako kažu makedonski navijači Vardarovi, znači ziga, zaga, ziga, zaga, ziga i samo tako. I do kraja i najjače što može. Pobili smo ih sve do kraja, dokazali smo da smo najjači. I ne mogu da ništa. I opet igramo, opet bi pobedili. Dobro, što ti se slučuvaše sa Barcelona? 13 odbrani za 30 minuti. Iako gubevme sa -7 razlika, sepak ti održa to da ne bude dvocifreno vodstvo. Znate kako, došli smo tu, prošli smo kroz pakao ove sezone i znali smo zašto sam tu i nisam trebao da odustanem jednog trenutka. Borio sam se, verovao u ekipu, gledao da se izulem u njih, da gledam samo svoj posao. To je bilo dobro na kraju u žeru trenera, u žeru mog kolegi Kalife, uz Dejana Perića. Mi smo to odradili protiv Barcelona na najbolji mogući način. I hvala svima, hvala ovoj ekipi i hvala Makedoniji. Očekuvaše li posle sve jedno ovakvo slavljevo do Skopje? Ova prva ti se slučila. Čuo sam šta će bide ako pobedi me. A ovo denaska je... A zabavata što tuku započna? Odime na ploštad Makedonija, tamo je vistinskata žurka. Pa ja ti znaš bolje, ja ne znam, ja jedno čekam samo... Ja bi se vozio sad jedno 2-3 dana ovim autobusom i uživao bi. Ovo je nešto fantastično, ovo je fantazija. Milo mi je što... Ovaj narod je lud, mogu da kažem, ovo je lud, ovo je nenormalno. Ovo voli srce, iskreno. Не е важно против кој играш, кој е тренер, е важно дека сега ние сме шампиони. Е супер за Вардар, за Скопје, за Македонија. Многумина беа скептици, многумина беа пиша уште на почетокот на сезоната. Како успеа да го одржиш сите овие момци да бидат толку мотивирани, само доверба во себе за на крајот да го покажат тоа, иако многумина знаат што се случува, но никој не го почувствува тоа на теренот. Како успеате таа хемија да споите? Ние знаеме дека никој не мислеше дека можеме да бидеме во Final Four. Ние правивме, после играме пола финале. Јас мислам дека не беше многу човек дека мисли дека може да победиме против Барселона, ама со овие играчи секогаш се полесно. С оглед на тоа дека ова е твоја прва титула, какви се очекувањата сега за овие? Супер, одлично. Не можам да кажам нешто повеќе. Ова е неверојатно. Очекуваше максимално. Ja sam došao do Vardara i onda si došao do sada. Нешто знаат со што играчи ми кажат, ама треба да видиш тука и треба да видиш. Sa svoje najveće priznanje. Уживај, ова е ваша веселба. Oni su mi dali sve. Мислам дека уште долго време ќе се прегледува и ќе се преслушува овој материјал кој што нас сите не направи горди. Повтор пат во 3 години да го видиме Вардар како шампион ракометен на Можам да кажам дури светот, Европа, бидејќи во Европа се игра најдобриот ракомет, дозна каде е Скопје, виде како се пречекува еден шампион, како треба да се организира една ваква прослава, како што доликува за едни ракометни шампиони. И тие што не знае каде е Скопје и Македонија по Вардар и претходно станатите спортски успеси веќе не знаат, а посебно по ова синоќа. Не верувам дека нема некој љубител на ракометот кој е добар познавач на оваа игра, кој ги следи и Лигата на шампионите, и пониските, и домашните ракометни лиги, а да не знае каде е Скопје и кој е Вардар.
Еве спомена дека токму по оваа победа на Вардар светот дознал кои сме, што сме и слично, меѓутоа ајде по-конкретно во однос на тоа како медиумите од регионот и светските медиуми пренесуваа за оваа победа? Тоа е баш и имав чест да кажам за многумина македонската публика ги направи херои коментаторите на српските коментатори кои ги следеа надпреварите. Баш со нив разговаравме и ваков пречек, дури нивното искуство не памети со нивни клубови и било каде што следеа такви слични финалиња. А за тоа говорат нормално и сите печатени и пишани медиуми и интернетот и телевизиите каде се пренесува, тоа беше сензационално нешто. Невиден пречек сите пишува, нешто што еднаш се случува, хајве за Вардар, не е еднаш два пати. Да, втор пат. Така е. Кога сме кај медиумите од регионот и пошироко ги спомена и Стеван Стевановиќ и Сретен Рашковиќ, коментаторите на телевизиската мрежа која што ги пренесуваше надпреварите од Final Four. Тие буквално со авионот со кој што дојдоа играчите, дојдоа и тие беа гости на ракометниот клуб Вардар. Цело време беа со нив, прославуваа заедно. Целата слава беа заедно, уште веднаш по финалето ги прифати и клубот ги прифати, бидејќи навистина се виде жарот и духот на тие момчиња, дека срцето им цукаше во црвено-црната боја. Нормално, коментатори за едно такво финале треба објективно и си го проследија како што наликува, но сепак како што создаде хемијата која создаде Вардар и меѓу играчите и играчите со публиката, тоа е нешто неверојатно, за тоа сведочат и самите коментатори. Тоа е нешто што ги натера да го прифатат, да го погледнат Вардар со поинакви очи, бидејќи да, и во Вардар имаме нели и српски интернационалци, нормално си навиваа за нив, не е дека за Вардар стриктно Вардар го засака, но духот на Вардар, победничкиот менталитет, карактерот на овој Final Four, на оваа Final Four завршница, делуваше нормално поинаку и кај нив и емоционално, и затоа го прифатија Вардар како што сите ние нели сведочевме низ нивните преноси. Така, ние како Еден ТВ имаме ексклузивно интервју со Стеван Стевановиќ и Сретен Рашковиќ, коментаторите кои што ги засака целата македонска јавност. Предлагам да го видиме, па се враќам во студио. Сретен Рашковиќ и Стеван Стевановиќ, како се чувствувате во Скопје и дали веќе го чувствувате главниот град на Македонија како втор ваш дом? Pa baš smo tako doživjeli. Skoplje je vaš narod kao da je naš srpski, pa praktično mi se zovemo kao bratski narod. Ono što je Vardar uradio stvarno za istoriju, za anale rukometa kao sporta, a ono što smo mi doživjeli ovde na ovom dočeku sa šampionima Evrope, mislim da nema nigde u svetu. Така. Pa mi smo samo, evo, ali to je stvarno iskreno, samo radili svoj posao kao i do sada. Stevan je obeležio 10 godina karijere sad. I namestilo se da u tom mesecu se dogodi ovako nešto, ja ću 10 godina obeležiti za par meseci. Samo smo radili ono što mislimo da treba. Imamo privilegiju da Vardar možemo da prihvatimo kao svoj zbog pravila naše TV kuće. Ovo dalje posle bajka, mislim da karijera mi više neće pružiti ništa ovako. Така, дали чувствувате енергијата која што ја создадовте околу успехот на Вардар? Дали и вие сте дел од тоа? Pa otprilike da jeste tako. Tako su ljudi doživjeli, povezali su našu energiju iz prenosa sa svim ovim. Ne znam, ja mogu samo da kažem 1000 puta hvala, jer Stevan je baš dobro iskomentarisao još prekjuče, ne samo posle svega ovoga, da moramo da se zahvalimo za ljubav i podršku koju su stizali kroz poruke. 1000 zahteva za prijateljstvo, 250, 300 poruka dnevno. Ljudi su pozitivni, iskreni u onome što pričaju. Tako da hvala Makedoniji, hvala Vardaru, jer bez njih ne bi bilo ovo moguće. Дали во низ вашата кариера коментаторска сте почувствувале ваква еуфорија на друго место? Дали сте виделе, дали сте сретнале вакво нешто на друго место? Nigde ništa slično nismo doživjeli i ne verujem da ćemo ikada doživjeti. Ja mislim da Evropa i svet nemaju ono što ima Vardar, što ima Skoplje, što ima narod makedonski i zato to mora da se čuva. Mi smo radili to finale Vardara 2017. kad je osvojena prva titula prvaka Evrope i tada smo se mnogo radovali, a sada smo bili na licu mesta, sve to doživjeli uživo, onda došli ovde, vozili se autobusom od aerodroma do centra grada sa svim tim igračima,
gledali narod koji maše, koji oduševljeno kliče svim tim šampionima, to je nešto što nikada nećemo zaboraviti. Ваша проценка, што значи Вардар за европскиот и светскиот ракомет сега кој е веќе по втор пат европски шампион? Sve. U ovom trenutku sve, zato što Vardar predstavlja najmoderniju sportsku bajku. EHF može da bude presrećan što ima ovakav rasplet, a sad ozbiljno iz marketinškog smisla, iz bilo kog smisla, gledajući Final Four Evrolige, gledajući ono što nudi fudbal, gledajući utisak svih, bez ikakve namere da umanje vrednost fudbala. Koliko je bilo nezanimljivo finale Liverpoola i Tottenhama, kakvu je bajku ispisao Vardar u subotu protiv Barcelone, a onda u nedelju. U tom smislu, svi koji vole rukomet treba ovo da veličaju, ali stvarno, da bude ekspanzija nekim drugim ekipama, da bude podsticaj, da probaju da urade ono što je radio Vardar. Што би им порачале на навивачите на Вардар, а и на оние кои што во моментов се одговорни за клубот? Како Вардар да продолжи понатаму? Da iz fotelja činovnika se uzdignu uspravnog čela i da rade maksimalno svoj posao kako bi sačuvali ovaj Vardar. Така, дали мислите дека некогаш Вардар повторно ќе ја повтори ова историја и овој успех? Ja verujem da može da se ponovi, bit će svakako teško, nisam siguran da Vardar može da održi veliki broj kvalitetnih igrača, ali raduje činjenica da su neki već odlučili da ostanu, među njima su Staš Skube, Dajnis Krištopan, svakako igrači koji su nosili celu jednu sezonu u Vardaru. Sad vidjet ćemo preko leta da li će doći još neko adekvatno pojačanje i da ovi mlađi perspektivni makedonski reprezentativci koji dolaze sad već ove sezone pruže bolji rukomet, naravno. Во секој случај оваа публика и овој народ заслужува такво нешто. Apsolutno, apsolutno. Ovaj narod, videli ste koliko je bilo ljudi na ulici, raduju se tako nečemu i jednostavno to mora da se čuva, da se živi i da se trudi da se dođe već vrlo brzo do treće titule. Pa moje mišljenje je da ovo može samo u Makedoniji, sad bez ikakve namere da podilazim ljudima u Makedoniji, zato što prvo rukomet je podignut na prvo mesto, ta ljubav se osjeća, drugo nekako Vardar je ljubimac nacije uz dužno poštovanje svim ostalima, a i oni ostali kad se slavi Vardarov uspeh stanu u taj red. U drugim republikama mislim da to nije takav slučaj i nisu možda blizu takve situacije. Znam u kojih razloga u Srbiji recimo to ne bi moglo da bude tako, iako smo sličnog mentaliteta i sigurno da i Srbi mogu da naprave ovakvu ludnicu na ulici, ali u ovoj meri, na ovaj način mislim da sad samo Makedonija može da pruži ovo. Ги видовме и слушнавме Стеван Стевановиќ и Сретен Рашковиќ, коментаторите кои што преку ног станаа славни и омилени во македонската јавност поради начинот на кој што ги коментираа над преварите на Вардар со Барселона. И со Веспрем ги слушнавме како велат дека во овој момент она што може да го пружи Скопје, но и Македонија кога станува збор за ракометот не може да се види на друго место во Европа и светот и дека овој клуб како што е треба да биде зачуван, да се направат максимални напори да не се изгуби она кое што го има Вардар. Слаѓан, кога сме на тоа поле, ги знаеме финансиските проблеми со кои што се соочуваше и соочува се уште ракометниот клуб Вардар. Добро знаеме заплатите кои што не им се исплатени на ракометарите. Меѓутоа, доста пари сега се влеваат во клубот. Па да, види, финансиски генерално сите клубови во Македонија знаеме какви се условите, но за да бидеме константни добри во Европа, на вакво ниво како што е Вардар, навистина потребни се огромни финансиски средства. Не е само за играчите, туку позади играчите е цела армија на луѓе и целиот центар, целата салата, буквално условите, за такви услови треба финанси да се одржуваат, не е само да плаќаш една плата на ракометарите и се е подмирено. Од тренери, од буквално за да изгледа еден играч на такво светско европско ниво и за да може да освои титула во Лигата на шампионите е потребно голем број финансиски средства. Да, имаат награди, нели, денеска и од владата и од Агенцијата за млади и спорт и град Скопје, наградата и од ДХФ. Но ние, мада и во клубот се уште не се јасни, нели, дилема е се уште што го очекува Вардар во иднината, ниту во клубот не можат јасно да го кажат деновиве, нормално е. Се чека големи спонзори и некој нов сервис. Се чекаат бизнисмените во државата кои што беа повикани од граѓаните, од оние кои што го поддржуваат Вардар да смогнат сили заеднички,
да вложат финансии за да се спасе клубот, бидејќи е гордост за државата. Клубот не може да биде спасен, клубот ќе обстои, да, но ќе биде просечен како сите останати клубови во Македонија. За да се одржи на таквото ниво е потребно финансии, така да секој било кој клуб доколку има такви финансии и услови како Вардар, верувам дека ќе се најде на големата сцена. Да, на Вардар потребни му се нови личности како што е еден Сергеј Самсоненко. Што ќе се случува понатаму не можеме да знаеме, ниту како дел од ракометарите веќе имаат и подпишано нови договори со нови клубови. Половина од нив се уште чекаат, се чекаше овој Final Four да заврши, па да видиме што ќе се случи. Верувам дека голем дел од ростерот на тимот во клубот ќе останат по оваа европска титула. Може би Вардар нема да биде како што беше оваа сезона, но никогаш не се знае. Бидејќи оваа сезона никој не очекуваше такво нешто од Вардар со оние што останаа во клубот, па ете направија чудо. Така да И веројатно има многу криво на тие кои што си отиде од клубот. Можам да замислам еден прво од пик сега шпанците Канјелас и Македа кога играа во четвртфиналето. А потоа и сега со Арпад Штербик на голот во Веспрем. Може да жалат не само оние кои беа директно противници на Вардар, и еден Вуко Борозан, бидејќи го имавме долго време во ростерот и оваа сезона буквално играчот си замина мирно и тивко без многу еуфорија. Верувам не би сакал ниту еден да е во негова кожа после ова што го стори Вардар. Да. Слајан, доколку нема или на прашање? Да, ја накратко само сакам да споменам во однос на тоа дека ете како што спомена и ти, покрај тоа што немале земени повеќе плати, сепак успеале ете до крај да истрајат за да ја донесат победата, што сепак ете освен финансиските средства секако пред се и љубовта кон спортот е. Па така, не секогаш парите докажаа. Вардар се најдобар пример дека не секогаш парите пак ја диктираат и спортската игра и ракометот, не секогаш се пресудни за успех. Вардар покажа дека и во такви кризни моменти може да биде сложен, може заедно да се верно да работат и на крај сето тоа да им се исплати. Така да и затоа верувам дека оваа сезона на крајот заслужено најголемата награда Европскиот трон заврши во нивни раце, токму поради нивната жртвованост на теренот, поради нивните услови во ние какви што се снајдоа, па можеби и затоа и се наградени со европската титула. Слаѓан, ти благодариме за анализата и за споделувањето на твоите импресии и впечатоци од тоа што се случуваше вчера вечер. Благодарам и на вас. Нема на што, време е да се одиме. Така, ние пополека тука привршуваме. Терминот да им го отстапиме на нашите ексклузивци, а овој пат ќе се дружите со Кристина и со Стефан. Довидување од нас.